Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. По повеќе месечна работа и вложен труд по предметот роботика, учениците од основните и средните училишта од Кочани, кои што го сочинуваат тимот што учествуваше на меѓународниот надпревар на Фрст Лего лигата во Белград, се вратија воодушевени и пресреќни, бидејќи го освоија првото место. Тие воедно беа и единствени и први учесници од Македонија на надпреварот и во конкуренција од 19 тима од Србија, токму нашите ученици беа најдобри. Менторите Гордан Анастасов и Роза Војновска цело време упорно работеа со учениците и на изработка на проектот. Токму тие ученици, заедно со нивниот ментор и професор Гордан Анастасов, се мои и ваши денешни гости во попладневната емисија на Канал 8 телевизија. Добро ни дојдовте за прв пат во емисијата. Добро ви најдовме и благодариме за поканата. Честа е голем. Да. Тука се идичињата ќе ги слушнеме и подоцно, но еве со вас како ментор и професор на овие прекрасни деца. Кажавме дека учествуваат ученици не само од училиштето Гошо Викентиев, туку од сите основни и средни училишта. Еве Гордан, како дојде до идејата најпрво да се учествува на ваков интересен и не секојдневен надпревар? Идејата, ако може да се каже дека е идеја, прво произлезе ние пред неколку месеци, тоест минатата година, април-мај месец, добивме донација, опрема од Ротари клубот Кочани Виница, кој што премија еден прекрасен кабинет по роботика во нашите училиште. Со опремувањето на кабинетот, исто така тие ја не пријавија, ја платија контизацијата за овогодишниот надпревар или овогодишното првенство во Фрст Лего лигата. Наша задача беше по успешно поминатите обуки, кои што исто така ни ги организира професори од Србија и од Словенија, имавме професорка, ги поминавме обуките сите колеги од сите училишта од Кочани и од Виница и имавме задача ние да формираме тим кој што ќе не представува на ова угледно првенство во Република Србија. Да, како се организиравте да почнете? Дали имаше интерес од страна на учениците? Интересот и за моje изненадување и изненадување на сите колеги беше огромен на почетокот. Значи, ние оставивме колегите од училиштата и од нашите училишта да се пријават ученици кои што сакат прво да ги посетуваат курсивите кои што за сите ученици беа исти во нашите училиште, во кабинетот кој по роботика. Ние на почетокот мислевме дека ќе се пријават 10, 15, 20 ученика, но излезе противното. Имавме некаде околу 66-67 ученика. Така. Тоа на некој начин ни направи мал проблем, бидејќи еден е кабинетот, таа е опремата, мора сите ученици да поминат, но со неколку месечно, тоест некаде околу 2 или 3 месеци обука, сите ученици успешно ја поминаа обуката и за сите беше еднаква, за сите училишта кои што доаѓаа. Тука зедоа учество и колегите и колешките и од другите училишта, додека траја обуките, и они присуствуваа со учениците и они помагаат, благодарност и до нив. Но на крај, знаеме, правилата се тие кои се, ние со еден тим учествуваме во овој надпревар, а тимот може да биде составен од 4 до 10 ученика. Значи минималниот број е 4, максималниот е 10 ученика. Нашиот тим е составен од 9 ученика. Нашиот тим е, беше од 10 на 1-2 недели пред поаѓањето во Србија, еден ученик се откажа. Да, и како течеа подготовките околу проектот? Подготовките како... Мора да споменеме, се извинувам што ве прекинувам, мора да споменеме дека на самиот надпревар му претходеше општински надпревар, така? Да, па тоа се да кажа. Да, поменете. Подготовките, како што кажав пред малку, сите ученици кои што се пријавија, ги поминаа обучите. Така. И на крајот моравме да
ја добиеме таа бројка која што мора да настапуваме со неа и ние се организиравме на начин на кој што организиравме еден надпревар и ние му дадовме име општински надпревар за учениците сами да се изберат. Да не биде некој критериум да дојде менторот каже овој или оној, него учениците преку надпревар за кој што со сите ученици беа исти правила, а оценувачи беа не ние како ментори, него учениците од нашите училиште, од поголемите генерации и учениците се одбраа сами кои се најдобри. Да. И како течеа подготовките, да споменеме тоа дека вие сте први и единствени учесници од Македонија. Немате конкуренција од Македонија, но затоа пак имате 19 тима од Србија кои учествуваа на надпреварот. Во конкуренцијата збор, за која подоцна ќе ја споменеме. Значи, по составувањето на тимот, ние почнавме со подготовки за надпреварот, за кој што е наменет овој тим. Ние имавме таа чест прв пат да ја представуваме нашата држава на ваков надпревар. Нашиот тим е прв тим од нашата држава кој што учествува на овој надпревар и моравме да работиме напорно. Бидејќи ја представувате државата, не само точно, да, не само нашите училишта, не само училиштата, не само општината наша, него ја представуваме државата Република Македонија и по долгомесечна работа постигнавме тоа што постигнавме. Да објасниме за каков надпревар се работи. Фрст Лего лигата станува нели збор за надпревар светски рамки. Да го објасниме поконкретно. Значи, што представува Фрст Лего лигата и од каде дојде на идејата? Фрст е една организација од Америка, која што го има почнато ова. Надпреварот се состои во 3 сегмента. Едниот сегмент е на делот робот гейм, кој што е најинтересен, да речеме, и кај учениците, но не е со најголемо значење. Потоа вториот дел е секоја година во самото такмичење има тема која што треба учениците да направат труд или истражување на одредена тема. Оваа година темата е хидродинамика, подоцна ќе поразговараме малку и за тоа. И третиот дел е тимскиот дух или таму како што е точно кажано основни вредности. Така. Учениците многотрпно работеа на сите 3 дела истовремено, бидејќи нема да се одвои нешто, да речеме да можеш само на робот геймот, ништо не добиваш. Ако добиеш ти награда и прва нека е награда само робот геймот, не значи да ќе се пласират. Се носи со одделен број на поени, значи 40% од поените ти е робот гейм, 40% е изработка на темата на проектот и 20% е основните вредности или тој тимски дух. Така. Ја споменавте темата. Хидродинамика, но учениците, кога го и подготвувавме прилогот за вести на Канал 8, споменаа дека темата е искористеноста, односно неискористеноста на геотермалната вода. Од каде идејата е да биде токму таа тема подготвена од ваша страна? Од каде идејата? Ние на почетокот видовме насловот што е хидродинамика и одма почнавме ајде да правиме некоја тема за некој не знам, производства на вода, на струја со помош на водата или такво нешто, но по долго размислување и по посета тука прво во нашиот крај, какви проблеми имаме со водата и што имавме, дојдовме до идеја дај да земеме да направиме нешто од каде што потекнуваме, да не зборуваме за нешто што може нема ни да го сретнеме некогаш во животот, па да решаваме такви проблеми, пример проблеми со океаните со водата или такво нешто. Да. Ние извршивме неколку посети, посета на фабриката за прочистителната станица која што ја градат и посета на геотерма во Кочани. И видовме дека нашето подневие има многу големи количини на геотермална вода и искористеноста е таква какво што е. Идејата дојде ние таа вода која што се враќа повторно во бунарите, таа буквално во нашиот град
не се користи за ништо. Ајде да речеме онаа која што се оди прави отпад, кој што се користи за загревање дел и за загревање на оранжериите, има некаква искористеност. Но она која што се враќа повторно во бунарите, буквално нема никаква искористеност. И што со неа? По неколку истражувања по интернет видовме и по информацијата која што ни ја дадаа од геотермална, дека таа се враќа со топлина од 28 до 34 целзиусови степени. По истражување дојдовме до идејата дека можеме ние да ја искористиме со одгледување на алгата спирулина, која што е алга многу корисна и за исхрана, и за медицина, и без никакви, тоест многу минимални инвестиции, ние можеме да имаме и бенефит, и идејата да ни е реална. Да може да биде практично. Да може да се ова што да функционира во пракса. Да функционира во не пракса. само да биде имагинација некоја која незамислимо се оствари во нашиот крај. Дури и целта на тој дел од надпреварот е да изработите вие на одредена тема, проект, ама проектот да ви е реален. Да не е фантазија, така. Да, бидејќи носи... Да биде реално. Поене вие ако таа тема или тој проект го презентирате пред некои потенцијални инвеститори, како што и го направивме ние. И да е остварливо во пракса, така. Да е остварливо во пракса и да е исплатливо, да... Навистина интересно, да. Дечињата го прифатија се за тоа, но и ајде да зборуваме за искуството на самиот надпревар во Белград, а секако додека разговараме ќе течат и инсерти за да можат граѓаните по добро да им доловиме атмосферата таму на самото надпреварување, а подоцна ќе изслушнеме и самите ученици да го кажат искуството. Кога отидовте таму, како ве прифатија, каква беше организираноста на самиот надпревар? Прво, кога отидовме, не прифатија, беа супер домаќини, можам да кажам. Србите, значи добро се покажа. Супер се покажа, се беше на многу високо ниво. Прво, јас ќе кажам, иако имам искуство во образованието, некаде околу 10 години, имам учествувано на многу надпревари, но за мене ваков надпревар до сега прв пат учествувам. Беше на толку професионално ниво, надпреварот некаде беше околу 8-9 сата, цело време одеше лайвстрим, сите точки од надпреварувањата. Значи, како беше закажано, ќе робот ќе да речеме нашиот тим ќе биде во 11:10, во 11:10 на масата и течеше перфектно. Така, значи добра организираност. Организираност многу голема, многу труд и многу човечки ресурси се потребни да се организира надпревар од такво ниво. Бидејќи за да можеш да организираш, да ја добиеш лиценцата да организираш ваков надпревар, стандардите од самата врста организација се многу високи. Значи, они прво не го гледаат интересот. Оваа лига, оваа година имаше некаде околу 300.000 тима во цел свет. Значи, првото што гледаат, не и треба на нив да ја шират идејата. Бидејќи се толку многу расширени, но не сакат ни да застанат тука. Но првото што го бараат, тој организацијски дел, да, на многу високи стандарди. Околу комисијата која гласаше еминентни професори, можеби на факултети? Тоа сакав сега да продолжам да го кажам. Комисијата, за да бидеш комисија на делот надпреварот, прво се пријавуваат, треба да поминат во Адрија лигата која што е Словенија за нашиот регион. Тоа се беа еминентни професори од факултети по области како што е надпреварувањето од Словенија, Хрватска, Босна имаше во комисијата беше и заменик министерката за транспорт и врски таму министерството, не знам точно како се вика, во транспорт и врски и култура или спорт или нешто така. Значи беа, пак ќе повторам, еминентни професори кои што поминуваат неколку филтри за да можат да стигнат да бидат официјална комисија која што ќе ги бодува самите ученици.
бидејќи и самиот надпревар кажав и преска дека цело време, сите 8-9 сата беше лайвстрим, нема место за на може манипулација. Се што работат учениците, цело време и на таква организираност и на таква организираност право не се очекува такво нешто, да. Го очекувавте ли првото место? Кажав дека 19 има имаше од Србија, така? И ние 20 вкупно. 20 вкупно, значи единствени представници надвор од Србија сте биле вие. И токму Македонија го освои првото место. Малку интересно и прво за нас беше голем дострел и големо искуство што учествуваме таму. Да, значи само да се учествува. Да, ние за некоја награда, да бидам искрен, ние не помислувавме. И никош, кога работевме со учениците, ние не помислувавме. Иако, јас да речеме, подсвесно се надевав по некои истражувања кои што и правиме, кои што бидејќи тимовите морат цело време се што работиш да објавуваш и снимки кои што другите тимови како се спремаат и до каде се спремни, си викав, може и нешто да се случи. Да. И искрено не очекувавме награда, но кога ја видовме конкуренцијата, кога видовме дека стварно сме добри, кога почна надпреварувањето, веќе се створи некоја помисла дека може нешто да се случи. Но далеко дека можеме да освоиме некоја награда. И на мене ми беше најтешко околу целите припреми, кога се спремавме со учениците, да и го вметнам на учениците тоа, да, ние ќе учествуваме, ама сватате и добри сме, не сме само да учествуваме. Има потенцијал кај вас. Супер сте. Нешто најтешко да го дигнам. Може би недостасуваше таа самодоверба кај нив. Многу и недостасуваше самодоверба. И со таквата не самодоверба, односно недостатокот самодоверба, сепак учествува и освоја прво место. Дури можам најдобри. Да кажам некои случаи нивни зборови таму пред надпреварот, мој тако пред да се одвива надпреварот, веќе кога бевме во Белград, нивното цело време беше професоре, ние дојдовме тука, ќе се избрукаме, представуваме прв пат држава, страшна несигурност има кај нив. Да. Но се случи тоа што се случи. Да, првото место. Да ги слушнеме продолжение од емисијата и мислењата на децата, искуствата од таму. И како што најавивме со професорот Гордан Анастасов тука во студиото на Канал 8 ни го разобувуваат и учениците, самите учесници во надпреварот и оние кои го сочинуваат тимот од Македонија. Моника Ристовска, Ана Јорданова, Давид Стојков, Горјан Илиевски, Мими Војновска, Сара Стоилкова, Јован Филипов, Никола Христов и Петар Манев. Се учениците кои го сочинуваат македонскиот тим кој не представуваше, кој представуваше Македонија, можам да кажам, не само кончани на First Lego Лига на преварот во Белград. Започнуваме со Моника Ристовска. Моника, можеш ли да ми објасниш, еве, ние, иако споменавме со професорот Гордан, сепак како тече подготовките за самиот надпревар? Па првин во учествувањето на подготовките бевме избрани вкупно 66 ученици од сите училишта од овој регион и само за учество во тимот ни беа потребни од 4 до 10 ученика највеќе. И ние направивме како мал општински надпревар и сега на 10 најдобри кои се покажавме, одлучивме да учествуваме во... Возбудливо беше при самата подготовка на надпреварот, нели? Па да, дека ќе се учествува, сепак ќе представувате Македонија, возбудата расте се повеќе и повеќе. Па да, сите редовно ги посетувавме обуките и... Так. Ана, освен обуките, вие посетивте и неколку фирми како, да речеме, геотерма, односно институции.
Да, бидејќи надпреварот е поделен на 3 делови: робот гейм, односно играта со роботи, основните вредности и проектот. За проектот идејата ја добивме кога ги посетивме Геотерма и бидејќи ние мислевме да дадеме други идеи, но ова си излезе како најефикасна и најекономски исплатлива, па избравме за градење на базени со спирулина. Повеќе за темата за геотермалната вода кажавме искористеноста, односно неискористеноста на геотермалната вода во Кочани. Навистина интересна и локална тема би рекла. Ќе ни објасни Давид. Па да, темата беше избрана локална и од страна на целиот тим со помош од Геотерма Кочани. Сега нашата задача, кога веќе имавме идејата за напреварот, нашата задача беше да видиме како ќе разработиме таа идеја, како тоа би се изгледувало. Ние го измисливме дизајнот на базените, тоест ќе биде нешто слично како оранжериите кои во моментот постојат таму, но внатре би имало базени во кои ќе се расне таа спирулина и ќе има воден систем, акватичен систем за агитација на спирулината, бидејќи тоа е потребно за правене раст на таа алга. Така, тоа е во однос на во однос на темата, но се представивте и со втор дел во надпреварот. Од надпреварот, а тоа е робот гейм. Да го објасниме. Значи, како што кажа Ана, еден дел од надпреварот беше робот геймот и тој состоеше, значи секој тим требаше да изгради свој робот и со тој робот да извршува вкупно може да се изврши 19 мисии поврзани со водата и со хидродинамиката, и тие се поставени на една маса. И ние прво започнавме со поедноставен робот, но подоцна со повеќе работа успеавме да направиме робот кој можеше да изврши околу 10 до 11 мисии, што ни донесе дури 160 поена и го зеловме првото место на табелата на робот гейм. Интересно ли е да се изработува вакво нешто? Да, многу интересно е да се изработува роботот и исто така да напомнам дека овој дел од надпреварот го поттикнува нашето логичко размислување. Логички мора да се размислува за време на целата подготовка на робот гейм. Да, и исто интересно е тоа што нашиот робот го именувавме Александар по царот Александар III Македонски. И тоа исто им представуваше, и тоа исто им беше интересно и на судиите. Тоа е доста интересно, посебно за ние кои не сме упатени многу во роботика. Интересно е дека самиот робот гейм така функционира. Мими, кажи ми околу искуството и околу самата организираност дека надпреварот беше на високо ниво. Да, ова беше едно прекрасно и незаборавливо искуство. За нас атмосферата не беше како на никој училишен надпревар на кој сме биле досега. Беше организирано, но не беше стресно. Сепак ние беше тимски надпревар, цело време се подржувавме и бевме возбудени кога ги чекавме резултатите. Судиите пак беа угледни представници, угледни научници или професори од високи институции. На еден начин ни дадоа слика за професијата која што ние би ја избрале во иднина, во врска со науката и технологијата. Так, благодарам ми. А Сара, кажи ми, што ти на тебе остави најголем впечаток? И каков беше пристапот, Мими ги спомена судиите, каков беше пристапот на самите судии таму? Па прво, овој надпревар не зближи сите нас како тим. Часовите поминати заедно и навистина сега се познаваме многу подобро. И големо искуство е. Да. Исто така се подржувавме и со другите тимови, со што србите ни оставија гостопримлив впечаток. Дури навивавме едни за други. Судиите ја прифатија нашата тема, беа изненадани бидејќи беше уникатна навистина и така. Так, навистина интересно. Јован, може да ни го представиш роботот? Па роботот се состоеше од два сензори, лајт сензори поточно, два мотора за раци и два мотора за погон. Раците почнавме први да правиме поедноставни раци со цел дека ќе ни успеат
тие раци, но потоа свативме дека треба посложени раци и сите почнавме да правиме сложени раци и на крајот например за една мисија, за 2 мисии користевме една рака. Дизајнот на роботот го смисливме сите заедно. Тој се состоеше од црвена боја, која го символизираше бојата на македонското знаме, и црната боја која одлично се вклупуваше со црвената боја. За да го представиме роботот на надпреварот, имавме 3 пуштања, односно 3 обиди на роботот. Пред првиот обид сите бевме многу возбудени и очекувавме добро да ни почне надпреварот, но малце роботот не ни ги изврши сите мисии и освоивме само 70 бодови. Иако освоивме 70 бодови, бевме на втората позиција и потоа кога и другите тимови почнаа да ги представуваат своите роботи, ние полека опаднувавме, бидејќи сите имаа повеќе бодови од нас. Ние веднаш отидовме да вежбаме на масата која беше намената за вежбање и малце ја изменивме програмата. Значи, ги пробавме сите 3 програми и таму ги изврши така малце добро. И на второто пуштање на роботот бевме така малце сигурни дека ќе освоиме повеќе бодови од првото пуштање, но освоивме помалце бодови. Пред третото пуштање ја изменивме програмата, ја подобривме и на третото пуштање нашиот робот направи 160 бодови. Сите бевме многу среќни и задоволни. Сите се радувавме, сите ни честитаа на освоените бодови. И го освоивте првото место. Да, го освоивме првото место, да. Да. Ти благодарам за исцрпниот одговор. Никола и Петар. Никола, околу самото искуство, еве кажи ми неколку зборови дали ова искуство повеќе и да се запознаат нови другарци. Па да, ние многу си поминавме во Србија и запознавме многу нови другари. Така. Како што кажи Никола, многу добри другари запознавме и во Србија. Искуството беше на голема позиција и за мојот и другари од тимот и највеќе за мене затоа што сум најмал од тимот. Во Србија ние исто така добро се покажавме и го освоивме првото место и бевме пресреќни. И сега ќе се напреварувате? Да. Во Словенија, така? Да. Радосни сте што ќе одите во Словенија? Да. Очекуваме и да одиме понатам. И понатаму во Германија, како што кажа професор. Благодарам на сите за разговорот. Ја следите поподневната емисија на Канал 8. Почитувани гледачи, разговараме повторно со професорот Гордан Анастасов и за нашите прваци на Фрслего легата во Белград. Со ова победа која споменавме и со освоеното прво место, веќе имате директен пласман за учество во Словенија во Адриа легата. Ќе се одржи на 10 март, така ли? Со самата победа и од надпреварот, републичкиот надпревар кој што се одржа во Србија, 3 тима добиваат директна виза или директно учество на малку повисок ранг во ова надпреварување. Тоа е Адриа лигата, која што секогаш се одржува во Словенија. Так. Исто и ние први, најдобри таму, добивме учество и покана да учествуваме на овој надпревар или на едно ниво погоре во ова надпреварување. Ќе се одржи на 10 март, дали се чувствува возбуда кога учениците треба да се подготват, како сега течат подготовките? Спласнали малку впечатлоците од самиот надпревар, па да се почне со подготовките за главниот или за ова правенство. Со подготовките ние немаме ни прекинато. Да, туку постојано, да. Постојано продолжуваме. Но малку беа му еуфорија самите ученици, нели?
Освен там, правите еден-два дена, додека и траеше еуфоријата. И веднаш се започна со работа. Да, и веднаш се започна со работа и мислам сега дека ти тече малку самите подготовки, дека ти ни течат малку подобро, бидејќи го добија децата тоа што го немаа, а немаа само довербата. Сега сватија дека вредеме и дека можеме и уште понатаму и не треба да застанеме тук. Сега со уште поголеми сили на 10 март. Да. Што очекуваат и самите деца и вие како професори, односно ментори со Роза Војновска? Прво, очекуваме уште едно поголемо искуство. Другите, дали ќе се случи пласирање понатаму? И сега да споменеме дека 26 тимак има таму. Да, сега е малку и конкуренцијата поголема. Да. Таму ќе има 26 тима, кои 20 се од Словенија, бидејќи нивната лига е многу поголема, таму е некаде околу 60-70 тима има. 3 тима се од Хрватска, 2 од Србија и ние. А тие сите 26 тима кои што ги споменуваме сега се најдобрите од претходните лиги. Значи конкуренцијата ќе биде поголема. А најдобрите се пласираат веќе за европско првенство, така? Да, бидејќи и дострелот кој што ако го оствари некој и тие што ќе го остварат или оствариме, се надеваме, е малку поголем, бидејќи добиваат директен пласман на европско првенство, тоа е следниот чекор. Оваа година европското првенство ќе се одржи во Ахен, Германија. Значи од Словенија одиме во Германија. Се надеваме. Да. Гордан, јас мислам дека објаснивме, и учениците ни кажа, и вие како ментори, значи ни кажавте се за надпреварот, колку можевме да разбереме и да го објасниме надпреварот на Фрст Лего лигата и на она што ќе следува понатаму, да ги кажуваме вашите успеси, тука сме ние како телевизија, локална, за да можеме секогаш да бидеме во соработка и да ги кажуваме вашите успеси. Се очекуваме дека на 11, односно добра, ајде на 13 март, ќе направиме повторна емисија и дека сте директни учесници на Европско првенство. Да се надеваме. Важно е и да се учествува, но не е ни малку и ова што го постигнавте. Мора да признаеме. Прво место во Белград, а сега одиме и на Адриа лигата. Голема благодарност до вас и секогаш ни излегувавте во пресред за сите прилози кои што ни беа потребни. Уште еднаш голема благодарност до Ротари клубот Кочани Виница, без кој што сето ова можеше да биде само една илузија. И финансиски го поддржаа целиот проект. Целосно го поддржаа финансиски проектот и уште го поддржуваат, бидејќи уште средства требаат за понатаму и еден апел да не остане само до Ротари клубот. Бидејќи ова нешто му треба на овој град. Ова се што го работиме за самите ученици да стекнат искуства и не само искуства, да покажеме дека сме добри, не е само да се учествува, дека може со една добра организација, со една добра работа, со поддршка, секакви финансиска поддршка, не за плати на ментори или такво нешто, него поддршка за да можат да се реализираат вакви идеи. Благодарам уште еднаш за соработката и за тоа што позитивно се одзвавте на нашата покана да можеме да ги представиме успесите на нашите ученици. Благодарам си до вас. Ќе го очекуваме повторно. Почитувани, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Наши денешни гости, видовте и самите, беа учениците од основните и средните училишта од Кочани и нивните ментори кои заедно учествуваа на меѓународното надпроверување во Белград на Фрст Лего лига надпреварот. Се гледаме веќе следната сабота во истиот термин, а вие до тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.